Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Знаете, местото каде што звездите од естрадата, од светот на модата, на музиката, од светот на се она што е забавно, интересно, отвораат душа, ама како што се вели, време е на избори и ние решивме или да им отвориме душа, или да им извадиме душа на политичарите од и да не биде обратно изминатиот период или следните 4 години. Се надевам дека нема да биде така, заради тоа што денес имаме еден вистински соговорник. Човекот кој решивме да му отидеме на утринско кафе заради тоа што според резултатите кои ги има остварено досега заслужува да му се симне капа, ама дали граѓаните ќе го направат истото тоа и во мандатот за кој се кандидира, допрва ќе видиме и слушнеме од него за сето она што е направено и останато да се донаправи, за она што е планирано да се направи во следниот мандат и за сето она што се случуваше изминативе не само денови, недели, туку и изминативе години во Скопската општина Ѓорче Петров. Беше ваш и наш гостин, градоначалникот, актуелниот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски и се разбира кандидат на ВМРО, ДПМН и коалицијата за следниот мандат, за следен градоначалнички мандат од 4 години. Александар, добре ни дојде во Ништо лично. А ние добре најдовме на прво утринско кафе. Ни се припи кафе, па рековме да споиме убаво и корисно. Ако убаво текнало. Добре, секоја сте добре дојдени кај нас во општината и баш, вака малце неформално да си поразговараме, а да ги офатиме сите теми кои што се од интерес на јавноста и мислам дека ќе си поминете убаво време со нас. Новинарството е тоа што е последно и прво, така барем важно правилата, туку што заврши културното лето во Ѓорче. Велат паркот во Ѓорче никогаш пополн, граѓаните никогаш посплотени, програмата никогаш подобра, расположението никогаш на поголемо ниво. Дали е токму формулата леп и игри, она за која треба едни гласачи да се определат, да го пуштат ливчето со својот глас за еден политичар, се едно дали е градоначалник или било која друга функција. Задоволни од животот, задоволни од сите оние радости кои одат пропретно. Па види сега, добро, повеќе прашања се воедно, ќе се обидам да дадам вака некој концепт. Пред се премногу сум задоволен од тоа какво културно лето имавме како граѓани, како жител на општината. И многу се радувам што веќе општината е во можност, во ситуација да има возможи на жителите, да им возможи на жителите таков тип на програма. Убаво напоменавте, оваа година го имавме можеби најдолгото и најобемното културно лето или лето есен како период, бидејќи ни е поврзан со денови на општината, тоа е 20 септември секоја година како датум е фиксно. Имавме ние околу 40 на настани од најразличен карактер, да, можеби впечаток најмногу оставија тие што беа последните, бидејќи имавме супер звезди од македонската естрада, ќе морам да го напоменам тоа и секогаш ќе биде тоа така, дека јас сум барем градоначалник во општината, го имавме првпат еден прекрасен настан Октоберфест. Иако многу ни замерува за името, вика септември Октоберфест, се фатија за тоа, меѓутоа и во Германија Октоберфест почнува во септември. 20 негде септември, во Михен баш имаше, потоа ги следев објавите и видов дека и тој период. Како и да е, ние одлично си поминавме, се забавува сите од најмали до највозрастни, затоа што приривме разнолика програма. Имавме фестивал детски поточиња, имавме детски работилници во повеќе наврати, имавме фестивал за возрастни, Гоцефест, фолклорен, имавме настав на културно-уметнички друштва и ансамбли, така. Ансамбли не само од Ѓорче, туку имавме гости и од меѓународен карактер, Златен вест го имавме повторно на гости во Хариево настапот. Театарски представи за деца, имаше се и се што кино на отворено. Јас многу сум задоволен и од самите настани, од тоа како Ѓорчевци реагира на сето тоа. Навистина, во мојот 4 годишен мандат, па и претходно јас не сум забележал на едно место толку многу среќни луѓе и тоа само ме мотивира дополнително до година да имам уште победна програма и целта ми е мене да се вклучи и заедницата. Као што ги вклучивме дечињата во делот на ракотворби, сликање, цртање на глинени предмети, да вклучиме целата заедница. Од сите возрасти да земат активно учество во програмата. Да кажам, бидејќи сепак тоа е од народот за народ, да го кажеме
да го кажеме така, ќе бидеме сведоци на многу уште побави настани во наредниот период и период после изборите, така да еве да не откривам све сега. Така, и врска со ова имам едно прашање кое е веројатно за следниот мандат. Добро. Има една висорамнина тука во близина на Волково и така натаму. Некои велат идеално за ѓорчевски Вудсток, некои велат идеално за ѓорчевски екзит или Сигет, како год да е, зависи од кои аспекти би бил таков фестивал. Сте размислувале ли за да се направи едно таква? Јас и во мојата програма предвидувам повеќе такви локации. Прво е уредување на централниот парк со централна бина, нова, да биде да не биде само концентрирано се во паркот, да биде новиот еве во постапка ние на тендерирање новиот голем или мега парк на кеот на Вардар 18.000 квадрати, каде што исто така ќе има летна сцена и уште еден голем проект, тоа е арена Кучково арена на природата. Так. Тоа ќе биде еден Тоа е тоа за кое зборувам јас. Тоа е тоа за кое што зборувате вие и тоа ќе биде еден проект кој што ќе офати повеќе функции. И од излетничко место до рекреација до спорт и секако можност за одржување на ваков тип на големи концерти со големи имиња. Апсолутно, бидејќи простор ни го удоволува тоа и тоа ќе стане најпосакуваното место во Скопје. За спорт и рекреација, она што е сега можеби крстот на водно, мојата интенција и на работата вдека во општината е да имаме еден таков комплекс ние во Ѓорче. Имате ли информација дека некои други политичари, да не речам партии, веќе го пикирале? Не знам за тоа, да бидам искрен, не сум запознаен во тој дел. Дали ќе го најавуваат во програмата, ние покажавме дека веќе може ние да... го најавивме. Да, ние го најавивме. Први. И ние веќе покажавме дека може да го реализираме тоа. Ние го реализиравме на крстот, односно го уредивме локалитетот, таму изградивме, да речам, прва фаза во тој дел, и тој дел треба да се доуредува и да добие форма, меѓутоа ова што го збораме е многу покомплексен проект со предвидени, мислам дека бе околу 300 места за паркирање, барем спрема она што беше идејниот проект, да го решиме проблемот со паркирањето. Патот го правиме од Волково до Кучково целосно за да биде побезбеден и во втора фаза ќе го продолжиме потоа целото Кучково до Крст Кучково. Бидејќи само на начин ако имате добра инфраструктура, вие ќе ги овозможите сите овие настани да може да се одржуваат, луѓето да не идат во стрес па да не знаат како ќе се вратат, меѓутоа да има услови од сите аспекти за да можеме да организираме вакви големи настани. Најавте некои веќе проекти, меѓу другото и ова и оној на кеот на Вардар. Кои се трите проекти кои градоначалникот Стојковски би ги истакнал или најмногу се гордее во изминативе 4 години, а општината, односно Ѓорче Петровци имаат привилегија да уживаат и бенефит во нив? Не би можел да одвојам поконкретно, ако збориме од типот на инфраструктура, први ќе почнам па ќе се навратам на оно што јас го сметам дека е посебно важен дел, а можеби вака не се гледа толку. Тоа вчера ја отворивме новата спортска сала во Хром, во завршна фаза е реализацијата, дечињата во Хром по 13 години ќе можат да за прв пат да учествуваат, односно да имаат настава по физичко во таа спортска сала. Го реконструиравме целосно основното училиште старото во Кучково, објект повеќе од 100 години стар и ќе биде првиот регионален центар за рехабилитација и ресоциализација на деца во канцер, кои боледувале од канцер, и вака би ги извадил како голема група инфраструктурни проекти сите улици кои што ги направивме, тоа со околу 150 и во моментов правиме околу 90 улици на терен во Ѓорче во период кој што ќе следи, така да Ѓорче веќе напушта онаа приказна која што беше актуелна, Ѓорче без кап. Тој проект го воведуваме во завршна фаза и време да се посветиме, јас би рекол, за убавите работи и она што е на вистина од дополнително значење во функционалниот живот на жителите. Гледам секој мало спортско игралиште, кошарка. Па да, ме подсетувате вие, 8 направивме, 9-тото се прави, и 10-тото бев да го завршам. Така од Ѓорче, сега не сум од Ѓорче, но се пофалија дека е така. Ги правиме сега. Има кај да играат баскет сега. Можеме, тоа не беше и ветување. Прв пат правиме толку терени со вештачка трева во дворовите на основните училишта, мултифункционални
терени еве на Шицка го реконструираме целосно, нови антитравматски подлоги за детските. Па имаме еден базен и тој е во завршна фаза, но не е под ингеренција на општината на градот, да, не, тој е во ингеренција на Министерството за спорт сега. Да. Поново така да ќе видиме и таму се привршени работите при крај, меѓутоа еве нека се искажат од Министерството што поратат. Така, има ли некој предизвик со кој се случивте и она што се вели душата ви излезе да го реализирате или остана нереализирано? Има ли нешто што е многу тешко да се направи од сите овие работи? Нема сега во моментов нема дали ништо имаше? што не е изводливо, така имаше. Јас знаете некам да се навраќам на тие моменти, иако често ми сугерираат, викаа кажи како беше. Да, беше дека ајде докторски да се изразам општината во клиничка смрт. Ја вративме назад во живите, сега сме добри, тенденцијата да бидеме одлични и да можеме навистина да излеземе во престрана сето она што е да реализираме крупни инфраструктурни зафати од типот на и она што до сега го правиме, градиме нова детска градинка во Стопански двор, заврши набавката за новата детска градинка во Дексион, наскоро ќе почнеме и таа и уште дополнителни 3 нови во програмата, односно вкупно 5 нови. Видов такви прашања, оние непријатни што ги идат, зошто нема ниту една занимална, нема ниту една детска градинка. Да, одговор добар, за жал не го проследија тоа, ќе најдеме начин. Сепак се градат детски градинки, значи, така како не се градат, се гради градинка во Стопански, еве јас ви ја најавувам тука најодговорни новата во Дексион, бидејќи конечно завршивме со да речам техникалите и она што се вика јавни набавки законски што сме врзани да го спроведеме за да можеме да дојдеме до фаза на реализација. Сакам да потенцирам тука на друга работа. Ние многу труд вложивме во надминување на тешката финансиска состојба во која што беше општината. Реално по глава на жител можеби имавме најголем дел од сите општини во Република Македонија. Сето тоа е санирано, функционираме тековно како што треба. И за тоа сум сигурен дека од она што сум го ветил во програмата сега, дека ќе го реализирам. И не се секогаш само парите проблем. За да дојдете до реализација на одреден проект треба да имате вие урбанистичка поставеност како што треба. Ние донесовме нови урбанистички планови, работиме на дополнително нови, каде што еве конкретно за Хром предвидувам изградба на нова детска градинка и ново основно училиште, но за да дојдете до фаза на реализација, не сакам како во минатото, кога е носен тој пак истакнам фатален план со за 20 за Хром, да не предвидите локација за нова детска градинка, а да предвидите таму стотина маркици за А2 тип на домување. Таа грешка не ја правиме, напротив, значи ние на места каде што има државни локации, еви во близина на општинскава зграда, да не се само дечињата, ќе проектираме и изградба на нов пензионерски дом. Нешто што на Ѓорче ќе му треби, можеби ќе биде првата и за највозрастните. Првата општина, па тие и реално како категории се, ајде да кажам, не се загрозени, но сепак се вулнерабилни. Да. И треба да се грижиме многу повеќе. Целиот фокус треба да го дадеме првенствено да им помогнеме на луѓето кои што навистина има потреба од тоа како категорија. Меѓутоа еве ќе се трудиме да помогнеме и на делот на бизнисот, изградивме инфраструктура во индустријската зона Одман, сега тој простор не се ослободи за развивање на бизнис и мало стопанство. Ќе работиме во сите сегменти, онака како што работевме и во изминатиот период целосно посветен. Како се справува со буџетот од општината? Оние пари кои се предвидени доаѓаат, каква има ли соработка меѓу централната и локалната власт? Знае ли да појачаат кога треба? Тоа сакам да кажам. Тој процес е многу транспарентен и на увид на јавноста. Ние ги надминавме нашите финансиски проблеми како општина и во право време дојде соработката со владата дополнително. Општината Ѓорче Петров за трикратно го зголеми буџетот оперативен со кој што може да работи. Ако сме имале ние 200-230 милиони основен буџет сопствен, сега тој буџет е на 700 милиони лева. Значи мора прекинам. Ѓорче Петров од општина на апарати до општина на банкомати. Далеку сме од банкоматите, но еве, одиме да речам ајде на правилна траекторија. И со Господ напред, ако продолжиме ние во оваа насока да делуваме, ќе имаме доволно средства и самите да се финансираме објекти, да не чекаме на владата. Затоа што ние со поддршката што добивме преку двата повека, ние ќе ги решиме најголемите инфраструктурни и дел ги решаваме, бидејќи дел од тие работи или се веќе завршени или во тек
се завршат. Доаѓаат многу други проекти, зашто вкупната вредност околу 7 милиони, 7,5 милиони од двата повика, што како проекти ние како општина сме ги донеле овдека за луѓето во Гјорче. И тука има припремен период, изработка на проектна документација, издавање на сите тие потребни дозволи. Меѓутоа процесот мене ми беше битно да е доволно транспарентен и еве кога сме кај транспарентноста, за прв пат сме во категоризација на многу добри, односно многу добро транспарентна општина. Влеговме после, не знам, десетина години наназад во таа група, така да мене ме радува што чекориме позитивно во сите нас. Тоа се вика општина на која можеш да ја дзирнеш во џебот. Да. Вака народски кажано. Кога сме кај народот, овие од бизнис заедницата или оние кои ги спомнавме маркиците и дуповите, се позаинтересирани за бизнисмените за маркици и дупови, народот е повеќе заинтересиран за зелени површини, за простор. Каков е тој баланс меѓу едното и другото? Да, па вака се, ние еве во моментов и го кажав и претходно мегапаркот Македонија, на кеот на Вардар, тоа ќе биде наш проект. Добро, ама таму не живеат луѓе, зборувам за овој урбан простор кај што се дигаат згради, куќи. Ние видовме 2+1, 3+1. Ние видовме една потреба и ради проблемот со водоснабдувањето, кој што ќе го решиме заедно со Орце кандидатот за градоначелник. Дополнително ние предвидуваме во програмата, плочно за овие зелени појаси кои што се, предвидуваме изградба на дунарски системи. Ние како Гјорче сме на доволно ниско ниво, да кажам, ни се подземните води негде се тука околу 9 метра веќе ние имаме доволно количина. Само не се мешаат со Вардар, веш. Подземни води, па добро, сега не битни од Вардар, водата е добра за полевање. Така да сите овие паркови, односно јавни површини, како што се пред зградите на Лука Геров, таму каде што се поголемите, зборам на делот покрај Адовци Боровски, Македонска војска, на Социјалистичка Зора, кеот на Вардар, сите тие делови ќе ги опремиме ние со дворовите школски, бидејќи имаме големи школски дворови, сите тие сакам да прераснат во современи паркови каде што ќе престојуваат луѓето. Сега кога сме кај граѓаните, ја ги споменав, вие ги спомнувате идните планови и зелените површини на кај ќе можат да се рекреираат. Так. Сметате ли дека она што го нуди во програмата, вклучувајќи го и ова, е доволно или имате уште некои адути, она кецот ракав што се вели, да сметате дека можете да добиете довербата на граѓаните и нивната поддршка уште во првиот круг? Така. Имаме ли шанси за победа од прва или ќе имаме поправен? Јас секогаш кога настапувам во политичките кампањи, па добро, не сум јас човек кој што се клади на било што во животот. Не човек од обложувалница. Да, човек од обложувалница. Сакам да потенцирам неколку работи. Јас низ политичката кариера никогаш не сум се ослонувал ниту на анкети, да даваат ветер во грб, дополнително мотивираат, но за мене добриот резултат еве кој што ги имаме со последната анкета и убедливото водство се само мотив плюс и како да кажам обврска плюс да ние сработиме уште подобро во периодот кој што следи, па и последни изборите, затоа што проектите како проекти имаат континуитет и мора да го имаат. Тоа ние ако во моментов работиме на 25 капитални проекти во Гјорче, тој континуитет понатаму ќе продолжи. Не значи дека, знаете како кај луѓево, мислам дека многу повеќе гласачкото тело или еве жителите, како да се изразам правилно, се под притисок некој за тој датум 19 октомври ден на избори, тие ќе поминат како што треба, ќе зависи тоа од волјата нормално на луѓето кои што ќе излезат, но ние не запираме ниту до 19 октомври, ниту после 19 октомври со реализација на проектите. Повторно напоменав, имаме фатено добар залет, ги имаме добро поставено работите, да и во наредниот период, барем од 10 години Ѓорче Петров биде општина за сериозен респект, а јас го кажувам јавно и пак ќе го кажам, мене ми е интенцијата општина Ѓорче Петров да биде по сите показатели најдобра општина во градското. Како ја гледате за 4 години, ако го добиете мандатот, верувам дека ќе го добиете? Гледам со дорешени... Разликата од сега до тогаш. Сега ќе ви кажам, мојата желба вака е првин да ние донесеме што е можно повеќе млади луѓе овдека во Ѓорче и тоа се случува во моментов. Што правите за да ги држите? Опште екзодус на младината? Па не, овдека планираме... Зборам за Македонија генерално. Планираме повеќе работи. Први во новата програма предвидовме 5 нови детски градини.
Кажав, едната веќе се гради, другата е завршена, значи остануваат уште 3 за почеток на реализација. Јас верувам дека наредната барем една, најмалку една, ќе ја почнеме уште до месец март. Тоа е градинката за населбата Александрија во блокот СЗ 16. Имавме до сега некои пречки од страна на градот, тие пречки ќе бидат надминати и таму немаме никаква пречка понатаму да не ја реализираме. Имаме и доволно буџетски средства, тоа е едното. Второ, доградба на 5 основни училишта во Ѓорче. Зошто? Затоа што искуството наше покажа децата дека е подобро да одат во еднасменска настава. Повеќе време имаат слободно, биоритамот им се задржува, ако се во една смена, имаат време за сородители, дедовци, баби, во школски активности, така да 5 доградби, од кои сме обезбедиле пари за 3. И јас ова што го зборам се работи кои што се со факти со обезбедени средства, а другите 2 училишта започнуваме другата година да ги доградуваме со сопствени средства, бидејќи се тие од помал обем. Јас посакувам во 2000 наредната учебна година 26-27 да почнат со едносменска настава сите училишта. Так. И тоа ми е вака еден сегмент, реков градинки, реков училишта и јас ја ветив и на мојот отчет уште новата настава за млади, која што ќе биде во Стопански двор над црквата Свети Архангел Гаврил. Ќе има по евро квадрат. Не, ќе тоа се иде на дали ќе биде по евро, не ми се верува да бидам искрен, затоа што отидуваат цените на плацеите, но она што ние како општина можеме да го понудиме, тоа е да ги ослободиме од комунали младите брачни парови во вредност, например, до 100 метри квадратни за изградба на индивидуален објект. Так. Тука ние ќе се откажеме од делот за комунали, инфраструктурно ќе го уредиме, просторот да не ни се случува како што имаме на многу места затекнати ситуации, има инфраструктура, нема инфраструктура, објекти се градат. И на тој начин јас сметам дека Ѓорче ќе стане уште поатрактивно од тоа што е денес. Луѓе се доселуваат во Ѓорче релативно затоа што иако се многу кренати цените на стамбениот квадрат, кај нас е поевтино. Да. Но еве со изградба на овој тип на инфраструктура, школи, градинки и тоа што им е неопходно на младите родители, дека ќе привлечеме уште повеќе млада популација. 3 услови за да се множи нацијата, што ви рекле. Добро, овој мандат, верувам и следниот, ќе биде и ќе помине. Сте размислили некојаш за градоначалничка функција на Скопје, да речеме? Па сега сме во локални избори сум, јас таргетот ми е во моментов тука. Сакам да ги завршам овие проекти кои што ги набрав и ќе има и многу нови други во претходната програма. Ставивме работи, па направивме многу плюс од тоа што не го ставивме, да сме живи, здрави. Знаете како или квантен скок веднаш министерски. Па не, знаете како, ако сега си правиме најреален муабет, јас сум било се прави муабет. Да бидам искрен, позицијата на локално ниво ви дава многу поголема слобода во креирањето на политики и многу сте поблиску до луѓето, нешто што јас го сакам. Тука е, да речам, ајде, поблиска ни е и работата, да, и проблеми има, вака што почесто ќе ве допираат, за се ќе видите виновен вие што и да се случи, но мислам дека е многу по-флексибилна барем во периодот. Ми е поблиска до мојата професија. Што е полесно или потешко и во што е разликата да бидеш лекар и градоначалник? За оние што не знаат, јас споменам во најавата, лекар, доктор, Александар Стојчевски, рентгенологија е вашата специјалност, така ли го дојде? Радиологија, така. Што е потешко, што е полесно и во што е разликата? Мислам. Па, ајде, сега вака не може да ги во тежината на врските зборови и одговорностите. Не, вака има едното и другото. Јас се сакам многу мојата професија, јас се одам на бирото, имам цедиња од мои луѓе кои што доаѓаат тука во општината за консултација и тоа ме одржува во еден континуитет, да кажам, ајде со професијата. Не би можел да ги ставам во истој кош, но ако морам да направам една паралела, сепак лекарската професија е можеби потешка, затоа што колку и да имате овдека обврски. Сега зборувам, има нерешени инфраструктурни проблеми, да, одговорности имате. Видите, јас имам одговорност од 50.000 и за бенефиции зборувам се, за едно, друго и трето. Па, знаете како, луѓето од страна повеќе ги гледат бенефициите. Ние што сме внатре во приказната многу помалку
имаме бенефици од функциите кои што ги извршуваме, од тоа што луѓето имаат перцепција дека имаме бенефици. Ова е многу напорна работа, но јас сум видел дека ако сте доволно близок со луѓето, ако ги слушате, можеби нема на се, но на дел од проблемите ќе најдете одговор и во нивните барања кои што ги има. Така. Како ги спомнавте граѓаните, луѓето, како ги вклучувате и дали ги вклучувате во одлучувањето? Претпоставувам дека да, попадна анкети, попадна социјални мрежи, непосредни средби. Па видете, јас се движам постојано дека непосредните средби ми се најдобри ми се. Доаѓаат луѓето и на приемни денови, ги контактираме, оставаат. Ма гледам дека и вие одите, па не само за кога се избори. Не, видете, ние одиме постојано, буџет кој носиме, правиме и онлайн анкети, имаме средби со граѓани од поедини населени места. Тоа е едното. Втора работа е, се и програмава која правевме, ние посетивме 10 локации низ Ѓорче кои што беа јавно најавени, објавени претходно со распоред, кој што го испочитувавме, на кој што луѓето исто така имаа можност да дадат предлози, и голем дел од тие нивни предлози и се вклопени во програмата, меѓутоа општината е жива материја. Организам. И тоа се менува малтене, ајде нека не биде на дневна основа, меѓутоа на одреден период приоритетите се менуваат. Јас ги кажав главните постулати околу кои што ќе се задржам, не значи дека нема да има отстапки, затоа што кога правите програма, вие сте ограничени во простор и во не може се да се предвиди. Не може се да предвидите, но еве на пример, ако сме ставиле таму дека ќе правиме пешачки патеки, јас сум објаснил дека ќе правиме и во Кисела Јаболка, и во Волково, и во Дама и Груев, и на Ѓурчин Кокале, тротарите ќе ги направиме бидејќи луѓето сакаат да видат тете со бекатон. Сега кажувам пример, треба да ги поправиме на Шицка, треба да ги направиме на 4 јули покрај зградите, така да тоа ни се офатени во еден таков тип на проекти. Градоначалникот него сакаат сите, има и критики, има и конструктивни, има и оние она што се вели злонамерни. Како реагирате генерално како човек на критики како градоначалник и прифаќате ли сугестии да поправите нешто? Апсолутно. Знаете како, јас тоа го кажував на секој едно средбиве што ги имавме, многу е подобро кога некој ќе ви искритикува. Меѓутоа е добронамерно, ајде да кажам, да не е конструктивно со факти. Конструктивно со факти, да, еве дека одреден проблем долго време стои, дека не е решен, дека треба да се реши, тоа е така. Во право е човекот што критикува, во право е тоа што ние ќе го кажеме како одговор зошто нештото до сега објективни и субјективни причини, така. Така. Да, јас сум свесен дека јас лично како граѓанин сакам да ги слушнам секогаш работите во моја полза. Меѓутоа многу е покорисно кога луѓето ќе ви дадат конструктивна критика и на некој начин ќе ви исправат од тоа што вие можеби сте го имале како намера да го правите и секогаш на крајот ќе вроди со плод. Има ли Александар Стојковски своје мото за овие избори? Како во една реченица би ја кажале својата визија за Ѓорче на граѓаните? Имавме, создаваме иднина заедно. Така. Затоа што заедно пишуваме историја, заедно ги создаваме проектите согласно потребите на граѓаните. Конечно, заедно живееме сите едни покрај други. Знаеш како, имаше сега скоро вика сожители сме сите, да, меѓутоа треба прво да живееме, па после да имаме добар соживот и да бидеме сожители. Така. Ќе си дозволам малку и да чепнам од приватност, од приватниот живот. Не само градоначалник, не само лекар по професија, човек со семејство, семеен човек со сопруга, со деца. Како успевате да ги одбраните домашните она што велат оние, да го сочувате бракот од самиот себе, односно од Александар Стојковски градоначалникот, како се брани Александар Стојковски сопругот, таткото и така натаму. Не, нема потреба да се бранам. Види, јас сум многу дисциплиниран во тој дел. Први многу рано влегов по сегашни стандарди во брачни води. Јас имам големи деца. Да, син ми е веќе 18 години, е студент прва година на факултет. Помалиот син денеска, еве баш му е роден 12 години. Жив и здрав. Полни боја. Па еден ден. Да, имам разбирање дома од сопругата, таа го носи најголемиот терет, да кажам, ајде, на мојата професија го носи сопругата и тоа е нормално, треба да си има поддршка. Значи колатерална штета, што ви рекла. Па можеби сега има помалку терет во однос на тоа што со низ години ме поддржува. Еве тука јавно сакам
заблагодарам. Подржува и поднесува се вика тоа. Па да, ти може постручно ќе го кажеш. Знаете како ние млади стапивме во брак, двецата бевме студенти, рано создадовме семејство, па дојдоа сите работи, учење, специализации дополнителни, и двајцата сопругата ми е лекар, специјалист патолог е на многу дефицитарните професии. Но сакам да кажам дека мислам дека тој дел го поминавме рано. Со растање деца, тој период можеби други дете повеќе се забавува, повеќе се дружеа, ние бевме фокусирани на домашно се вика семејство и на лична едукација. Еве, сега веќе ни се создаваат услови повеќе да се дружиме и ние. Кога ќе дојде момент да ги насочите, претпоставам дека рековте поголемиот е веќе можеби насочен, би им советувале да се насочат кон професијата што ја сакаат, професијата која вие и вашата сопруга имате, или си не оди политика, таму ти е несигурно? Вака, да, добро ти е прашањето. Никогаш не, еве, мојот син е стипендист на универзитет во Америка. Так. И исто беше стипендист во средно училиште, одбора МТК инженерство. Зборам компјутерски науки и... Чи врска нема со медицина? Не, врска, не. Никогаш не сум ги насочувал децата да го прават она што и јас го правам. Тоа бил мој личен избор во периодот кога сум се запишувал на студии. Медицината е многу тешка професија. Го збориме од аспект што ви одзема голем дел од животот. Луѓето знаат некојаш ете така и многу често е подценета. Морам да бидам искрен од секој аспект, не само за лекарите, медицинските сестри, болничари, сите оние луѓе кои што работат во здравствениот систем. Сите здравствени работници и соработници. Никогаш вака немав интимно некоја желба да моето дете продолжи да чекори по патот кој што јас ете сум го одел. Напротив, многу сум среќен што одбра инженерска професија и што ќе може да се профилира во светот како инженер, бидејќи сепак тие се многу поапликативни, со многу подобра перспектива во светот на технологии. Добро, технологијата е технологија, ама без медицината ни технологијата нема да функционира. Нема ништо без ништо. Тоа, видите, во општеството сите работи се некоја корелација се поврзани. Не, ви помладиот син, јас апсолутно не правам никаков притисок тука. Баш би ме радувало едно децата да биде спортист, например, да се занимава со спорт, со уметност. Не сум тука ограничен и ги прифаќам сите професии затоа што спортот е повеќе дарба колку сум имал прилика да менувам што се вика, сум бил и пратеник, сега сум бил советник, градоначалник сум сега во моментот. Сакам јас, основната желба во животот ми е дека сакам да учам и сум учел и кога сум бил во школа и вон школа, многу повеќе сум учел вон школа, да кажам, не формално. Меѓутоа не го барам тоа од другите луѓе да го прават и политиката не ми ја препорачувам. Никако, сем ако ете спонтано, некако не се најде во некој колосек, да кажам, да јас како што сум се нашол како студент уште сум се активирал во партијата ВМРО ДПМН од Унија на млади сили, меѓутоа тоа или го имате или го немате. Желбата е, ден денес мислите, луѓе екипа во ВДК и во Ѓорчи и во Македонија, мене ми е многу тоа ми е составен дел од животот. Иако луѓето на нас политичарите многу почесто гледаат негативно како на профили на професија и знаете, многу лесно може да го свртат грбот во дадени ситуации, но треба да имате во се што работите лично задоволство и да имате исполнетост нека. Ајде така се спомнате политичка професија, некои велат дека е профитабилно хоби. Не знам мој искуство, сега не би рекол дека е баш така. Знаете како, во све може во наводници да биде профитабилно или непрофитабилно. Сега ситуациите се многу променети од тоа што беше, да, и ние имаме добри примања сега како функционери. Меѓутоа јас да спегна тоа дека многу влева ко голтари па искочија ко милионери. За тоа е крива државата и судскиот систем. Сега ќе бидам искрен. Затоа што ако тоа е нешто видливо и све опипливо, има механизми и управа за јавни приходи, има механизми и државата за да докаже тоа како некој се стекнал со одреден имот, посебно за функционерите. Имате вие механизми, се вика тоа проверка на имот на состава, потекло на имот, може да ви направат
Може и конфискација до душа, Па може. ама не спроведеме. Видете, до сега аз не сум сретнал сите зборат за тоа и општо познато е Ревизија на приватизација, конфискација и така натаму. имаме многу ние петна од минатото како држава, зборам како систем. И за тоа луѓето губат надежов дека за тоа заминуваат привремено или трајно. И ние, ако не се решиме со тоа, ние ќе имаме сериозен проблем кој што веќе го чувствуваме, со недостиг на стручни кадри, на соодветна работна сила и све што треба. Да се вратиме уште малку на приватноста. Знам дека сте бивши спортисти или барем сте се бавеле активно со спорт. Јармоникаш бивши сум. Меѓу другото, Да, и другото, за мене новина. Видиш, минус мој се бавам со тоа, ама не знам тоа дека не сме го дека отворили. човекот кој седи Музицира. кажи мене можел да биде Јове Кекеровски. во најмала рака, во најмала рака. Ој генерално има ли слободно време за духовни активности, она што се вели, од една страна, од друга страна, знае ли Александар Стојковски да стави престилка да седне у кујна да нешто да сготви, да направи, умели да биде карапанџа, да не речам Джейми Оливер. Со задоволство секогаш. Тоа вака ми е домашно најомилено хоби. Ако збориме подготвување на храна, за жал не го практицирам како У континуитет. континуитет. Да, иначе навистина сакам, еве тие луѓе што ме познаваат блиските знаат дека добро знам да готвам не све, меѓутоа ако се работи за месо нешто конкретно, можам. Скаричка. Се, скара, печења, све што треба, се што е поврзано околу месо, знам да приготвам, не сум многу ме раклија по манџи, така да не знам да ги правам, но она што е посебно битно за престол во природа, со друштво, тоа да, тоа можам и тука и доста сум вака сам ќе се пофалам, за друго не се фалам, за тоа ќе се пофалам. Практикуваш ли градоначалниче со друштво да се соберете? Имаш ли време за тоа? Па Воопшто? не, тоа сега време да го дефинираме. Време секогаш има ако добро се организирате, но тоа зависи од другите. Имам јас Или само за 2 мај тоа, да 1 мај како да? Обично не, обично за 2 мај не, но еве има други моменти, имаме лето. Така. Обично и голем дел од моите блиски пријатели се на функции, ние приватно сме пријатели, па и тие се зафатени со Никако се други организира. обврски, да, јас еве ќе кажам многу се дружим и со Владо Мисајловски, со Бојани, со Марија, со еден куп луѓе од функционерите кои што ние приватно функционираме, со Владо сме иделе многу често по риби, сега немаме време да бевме, мислам, риболовот ни е некој хоби, меѓутоа еве немаме време последниве 4 години, мислам дека еднашка бевме само на таков тип на рекреација. Кој е подобар песараш, кој е подобар риболовец? Кој фатил поголема риба? Не сум видел двајцата кога сме биле заедно да фатим некој голема риба, имаме неколку анегдоти кои што Хајде да кажем. кои што не се Не се за јавност? Не се за јавност, еве ќе ви кажам еден пример, тргнавме, јас знам бев втора смена на работа, Валдо исто беше до касно пред многу години, ама 7-8 сега не можам многу да дефинирам. Времето и викаме да идеме, нешто се запнавме, да идеме во Дојран, имавме едно многу место каде што ловевме претходно. И јас бев втора смена, завршив негде, пролонгирав место 8-9 по 10 дојдов дома, тој ме зема со опремата, возевме вечерта до Дојран, баравме мамци спат тука во Скопје, заглавивме до 11:30, баравме вечерта црви, пченкари, што ни требаше. Заглавивме вечерта, стигнавме во Дојран негде 12:30 беше Дојран, меѓутоа не беше лето, беше септември некој месец, Дојран пусто, све празно. Влеговме во езеро, имавме чамец таму, влеговме во езеро, ни испојадува комарци, се вративме веднаш назад во кола, имаше рој комарци, знам, трнав, викам, сега што ќе правиме, веќе одминува време, 2-3 сат, не фаќале наспани. И ми вика Владо, он возеше и вика ај кај ќе одиме. Јас се у глава што би беа некој езеро околу, не викам ај ќе одиме натак. Меѓутоа јас сум заспал, века вода се будам пред мене козек. Викам кога стигнавме, беше утро веќе разденато, ето и на козек успеавме да го посетиме, таму не фативме ништо и се вративме. Дома празни не ти веруваат дека си бил по риби. Една тура од скоро 24. Може да си бил по риби, ама по риби. По риби, да. Добро, имавме, мислам, искасани, бевме прљави, така да има некој доказ дека теренски сме били. Имало такви многу ситуации, да речем, ајде, интересни од нашите... Ова наследниците знаат трска да фатат или? Па слабо, не. Слабо, не.
Јас имам се еден подруме, доле ќе ја активирам. Не, сега не имаме време за риболов, не име за риби. За пецање. Така е, така. Сосема за крај последното прашање. Дали си задоволен, градоначалниче, како функционира колективот од тебе, соработката со екипата? Има ли награди и казни, има ли, не знам, тим кој треба да се менува, дополнува, надградува? Тимот секогаш треба да се дополнува. Тоа е основата и јас еве и ја користам, кој сака да биде дел од тимот, да го се смета дека доволно стручен во било која област, и во има ли можност за напредок на тие луѓе? Да, јас сум многу коректен, мислам јас барем така, може да прашате некој од вработените. Во делот на после на анкета сме после ова. Супер, први го безбедивме, одлични услови, најдобри услови имаат моите вработени од било која општина, не само во градот, туку и во републиката. Беа сите на 5 локации. I love Ѓорче се вика тоа. Сега имаат идеални услови за работа. Горе-доле сум задоволен, не целосно, имаме работи кои што треба да ги коригираме. Битно ми е што нема зла намера во нивното работење. Некои навики треба да ги промениме, малце да бидат подисциплинирани во однос на работното место. Секогаш имате тука отскокнување во позитива и во негатив. Да, и средината е добра и доста е масовна, но сепак тие што се страничните, крајните работи треба да ги решиме на некој начин и со тоа ќе се посветам. Веќе јас сум им најавил дека може ќе биде и построго наредниот период, се со цел да го стигне на нивото кое што јас сакам утре кога ќе се заминам. Надам нема подолбо на ваши и наши. Не, таква работа нема. Не, јас сум човек кој што никого овдека не е казнил по однос на било која политичка притварност. Напротив, ние сите функционираме и сакам тој дух доста. Затоа што јас сум овдека одреден период, ќе видам ше мандат сигурно, дали ќе биде после да сме живи и здрави. Сакам кога ќе се излезам од оваа институција да се познавам со сите, како со луѓе и знаете како, човек треба да станеме луѓе. На крајот од денот ние сите сме па и грот од вработените се тука. Конечно и тука живеете. Па да, и не мислам да се менувам за никаде. Така да останувам тука и како градоначелник и како жител на општината. Градоначелниче, задоволство беше да се разговара со вас. Драги мои, ете, слушавте што е досега направено, што доправа треба да биде направено, каков човек е, со што се занимава, што го радува, што го весели, што знае да го налути, што се има во план да направи да биде близок до граѓаните, до луѓето, до сожителите, во местото каде што живее, зашто градоначалникот велат дека е, ако оној на Скопје градски татко, ова е општински татко. Александар Стојковски или доктор Александар Стојковски беше наш соговорник во ова издание. Докторе градоначалниче, благодарам. Уште еднаш. А вие, драги мои, бидете така, останете така, време на избори, ќе имаме уште политички фигури, зашто знаете како. И од нив, како и од овие од естрадата, можете да слушнете многу нешта што се интересни, непознати, досега не слушнати. Впрочем, на ниту едно друго место нема да слушнете ништо слично како овде во вашиот и наш подкаст, ништо лично. Бидете така, имајте убав вечер или убав ден, во зависност од тоа кога го гледате ова издание. Премиерно секоја среда, а репризата 24/7 365 на YouTube каналот на Курир. Чао!